Викендов добив прашање од учесници на школата за исхрана дали двопекот е подобар од лебот и одлучив да одговарам и како видео затоа што знам дека многу од вас се мачат и го имаат истото прашање. Многу често двопекот го слушаме во диети, многу често двопекот го слушаме во стратегии за слабење и повеќето од вас сметаат дека доколку го јадат, направиле одличен придонес кон процесот на топење на масти. Но тоа нема никаква врска, затоа што ако некогаш некој од вас ме следал подолго и ме слушал за епизодата за сушено овошје, таму зборувам дека сушеното овошје практично има многу повеќе калории и шекер од стандардното овошје, ако зборуваме за иста грамажа. Од причина што сушеното овошје е истото ова овошје, само што му се собира водата, односно е дехидрирано. И нормално е дека тие 100 грама сега можеби станале 20 грама, но имаат исто толку шекер колку што има стандардното овошје, и ако гледате 100 грама на овошје и 100 грама на сушено и стандардно овошје, нормално дека разликата е голема. Истото и со двопекот, односно со лебот, затоа што двопекот повторно ако се добива од белиот леб, ако знаеме дека белиот леб не ни е добар, не се добри јаглехидрати и се плашиме, тогаш зошто го прифаќаме двопекот кој што е само дехидрирана верзија од белиот леб, и истата грамажа на двопек и бел леб ќе биде со голема разлика во калории, а тоа значи дека двопекот ќе има многу повеќе калории за разлика од стандардното парче на бел леб. Така да немој да се лажете, единствено доколку се работи за леб, односно од брашно од цели зрна, доколку се работи за интегрален леб, тогаш и двопекот нормално дека ќе биде подобар. Единствен бенефит на двопекот е тоа што има подобри влакна, односно попријателски, јас би ги рекол, и дигестивниот систем може полесно да ги обработува, и затоа многу често луѓе кои што имаат диареја или стомачен вирус, нели често ќе ви речат јади двопек. Поради тоа, но дека ќе помогне во слабењето или дека е подобра опција од белиот леб, нема никаква врска.